Поздрав до сите кои што во моментов сте на фреквенцијата на телевизија Алфа, уште еден викенд, уште една сабота и уште едно издание на емисијата Фактор среќа поддржана од Државна лотарија. А оваа сабота ќе се дружиме со дамата која сите добро ја знаете. Едноставно затоа што огромен број на генерации порасна гледајќи го нејзиниот лик и слушајќи го нејзиниот милозвучен глас и прекрасен македонски говор. Таа е вистинска икона на македонската театарска, филмска и културна сцена. Актерка со 50 години богат актерски стаж, режисер, автор на голем број проекти, жена која особено ја сака младата публика и децата на кои што им има посветено голем дел од својата кариера. Минатата година во рамки на 59-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински стана добитник на наградата за животно дело, со што уште еднаш се потврди нејзиниот неприкосновен статус на нашата културна сцена. Моја и ваша денешна гостинка во Фактор среќа, Снежана Коневска-Руси. Добар ден и добре ни дојдовте, Снежка. Добар ти ден и тебе, и на нашите гледачи, следбеници на телевизија Алфа. Веројатно јас сум една од најредовните, тоа го знаат моите колеги актери. Ме радува тоа. И оваа уводна најава ме враќа на некои денови кога Ирена слушаше што и говори Снежка во Македонскиот народен театар, кога беше водител на меѓународниот драмски фестивал Игри без маска, театар без дискриминација за лица со и без хендикеп. Така што ме враќаш години наназад. А децата и во Македонија, па и во Хрватска, кажуваат и нивните родители дека израснале со Снежка. А Снежка останала пак малечка и мравкичка. Снежка останала цел живот едно големо дете, пред се по својата енергија, по ентузијазмот, по волјата, по дисциплината, по еден куп квалитети, кои што до ден денеска го красат не само ликот, туку и уметничкото и креативно дело. Ајде, испрашувајме малку, доста фалби, ајде да се испрашаме нешто, така? Па и секој одговор ќе биде фалба, затоа што и да прашам, знам дека ќе добиеме прекрасни одговори и ќе се навратиме и ќе се потсетиме на прекрасни епизоди на таа навистина исклучително богата кариера Снежка. Јас би сакала да се вратиме назад на почетоците, што значи да скокнеме назад во времето не пред 50, туку пред повеќе од 50 години, затоа што тоа 50 е некој формален јубилеј, иако всушност ти си активна многу порано, од 73-та, кога официјално стана дел од Македонскиот народен театар. Веројатно, јас ќе се вратам уште поназад, 63-та година, по земјотресот во Скопје, Снежка се вклучи во детската радиодрама на радиотелевизија Скопје. И тогаш, веројатно, меѓу 100-те или многуте деца беше одбрана Снежка. Меѓутоа, мораше да има скалила за да се качи до микрофонот да стаса. Така што си ги паметам тие слики своји, дека и тогаш сум била малечка, па и сега, па и утре и задутре, веројатно, како бабичка сега овој пат. И едноставно таа дружба со Зафир Хаджиманов, со Коле Ангеловски, Дади, Наум Пановски, Виолета Џолева, Љупка Димитровска, бевме едно јадро во детската радиодрама, а секако се дружевме со членовите на радиодрамата на Радио Скопје. Таска Балабанова, Зорица Георгиева, Цветанка Трпковска, Спасе Нелов, Миодраг Шаурек. И значи ги паметам најубавите денови со нив. И гледам дека мојата дружба била претежно се со повозрастни. И едноставно тука ме виде и Оливера Попанкова и Иван Антонов. И негде веќе после 4-та година гимназија ме зедоа во спикерската група на Радио Скопје. Дека време е Снежка, сега па седната бев таман до микрофонот на радиото. Само ми беше тешко да го удирам гонгот, бидејќи сепак тоа така малку потешка задача беше за мене. Повторно дружба со најстарите. Миле Попов, Томе Саздов, Беличанец, од жените Оливера, Љупка Апостолова,
Па, уште многу други, значи да не ги апострофирам сите, да не испуштам некого. Повторно една интересна дружба и лекторот Зиглин, кој што мислам дека можеби најмногу допринесе до моето почитување и применување на стандардниот литературен македонски јазик. Така што имам убави сеќавања, убави почетоци, интересни, за потоа лесно да преминете пред камера. Тука беше главен Шаурек, Благој Андреев, Бодле. И едноставно снимавме серии за деца, куклени, живи, комбинација и многу такви интересни програми за деца. И сега некои деца ми велат: Снежка, знаеш дека ми фали една Снежка или било како да се вика, која што ги подготвува тие емисии. Сепак Шауре ги подготвувал, Спасе Нелов. Ние бевме само изведувачи и со Амфи тука дружбата, за потоа полесно да поминам и во Македонскиот народен театар. Така што веројатно патот ми беше отворен на секаде. Сама себе си го трасирав и самата си помогнав кај да заминам. Тоа е предност и привилегија да се работи со сите тие имиња, со сите тие доајени на спикерството, на новинарството, затоа што може да се учи од луѓе со огромно искуство и кога тоа ќе се спои со амбиција, со талент, со желба, со посветеност, се раѓа таков лик како Снежана Коневска-Руси, кој што станува многу брзо и многу лесно омилен и пред театарската публика и буквално кај сите генерации. И тоа го потврдува и првата награда што имате добиено во сега веќе далечната 75-та година како млада актерка и како почеток на многу награди кои што ги следуваат. Точно, и тука пак се дружев со највозрастните, односно со ветераните на Македонскиот народен театар, со Мери Бошкова, со Шишков, со Љупка Џундева, со Цветанка Јакимовска, Ќортошев, Веска Вртева, Вучкова, Анча Џамбазова, серијата Прличко, што велам, од дедо или татко, па нели ќерката, па нејзините деца и така натаму. Едноставно, дружбата, учењето допринесуваше да црпам знаења од нив, а сепак тие да наоѓаат дека нешто се крие тука во таа маличката Снежка, дека можеби може да ја освои публиката. Бидејќи ако не можете да ме видите доволно на сцена, може да ме чуете. Тоа беше главниот мој адут. Но пак мојата височина придонесе да можам да играм се. Пред се ги играв сите деца, и машки, и девојчиња, па ми требаше време додека преминам да играм невеста. И само го паметам тој период, на тие 20 години, кога постојано играв во бело, а јас се омажив во црно, да речеме. Тоа се тие случајности во животот, нели? И едноставно ги изиграв, мислам, сите невести, за потоа да дочекам да изиграм и некоја мајка, а молев да играм една баба. Па тоа да видите што значи. Да. Рули требаше да режира жени во Народното собрание и вика: Господја Снежка. Некако не ми се допаѓа господја, дама и така натаму. А може ли јас да ја играм бабата? Не може, бабата е Маги. Ама добро, Маги играше една баба, ај сега јас да играм една баба. Ми дозволи да играм едвај. И кога заврши представата, добивам аплауз на отворена сцена, оти ми падна сукњата. Не заради нешто друго. Се откопча сукњата, ама ние носиме такви едни као шалварки одоздола и беше интересно и за публика и за режисерот, и тој вели: сега ти верувам дека можеш да го играш и тоа и тоа и тоа. Многу се интересни сите тие трансформации, да се биде дете, да се биде невеста, да се биде баба на сцена. Која од сите тие трансформации, многубројни одиграни улоги е најблиска до тоа што сте вие? Или која е од омилените, иако сум свесна дека ова е многу тешко прашање? Обично го одбегнувам тоа прашање, бидејќи треба да си ги најдеш сите тие карактеристики и особености во себе. Тоа е актерот. Тогаш можеш да бидеш актер. Ако ги имаш сите предиспозиции за едно, второ, трето. Инаку, само Снежка не е ништо, може да се седи на друго место. Што би рекол мојот татко, требаше вика Снежка право да студира. И веројатно тука се знаоѓам можеби подобро, но сум успеала, нели, како директор да добијам 3 случаи во судот, судски процеси против драмата биле, но јас сум успеала да ги добијам, знаејќи ги правните ефекти или договори. Тешко ли е да се биде актер, Снежка? Види, тешко ми е да седам.
моментално ми е тешко што сум седната. Инаку да играм, бидејќи тоа е глумата за мене, е игра. И затоа таа е основа на нашата професија. И велам, треба да се остане вечно дете, за да можете да играте. Не само да се преправате, ами навистина да играте. Мислам дека тоа децата го препознаваат во мене. И едноставно играме, заедно се дружиме. И тоа до некаде ќе откриете што е и делот од среќата, ако играте вака. Ако ги правите патиштата за оформување пријателства. Е така. Многу интересно и многу убаво кажано и во одличен момент би рекла, бидејќи ја спомнавме среќата, ајде сега да изгребеме една гребка и да видиме што ќе каже среќата денес. Може да ти кажам нешто? Нашата гостинка ќе има среќа. Никогаш не сум гребела. Не, никогаш. Навистина. Е, одлично. И ниедна игра не сум ја играла на Правиме сефте тогаш денес. Правиме сефте, точно така. Значи, Снежка, ова се урбан стил гребки на Државна лотарија, кои што кријат парични добивки или екоскутер. Нормално, единствено, ако имаме 3 исти полиња, односно 3 полиња со ист износ. Види, обично не чекам среќата да ми падне од небо, сама си ја создавам. И тоа е таа една практична реченица, не ја посакуваме среќата, ами ја создаваме. Така што, затоа велам, од небо паѓање, ај се помогнеме. Ова ли е? Со ова може да се загребат по линијата. Уште го чувам моливчето од Илија Милчин. Тој чуваше најмалечки моливчиња и заедно соработувавме многу често и ми го остави во аманет и чувај го македонскиот литературен јазик и тоа му беше најмалечкото моливче со кој ден денес пишувам. Ајде чкртам. Убав сувенир и убав спомен. Ова да видиме. Правили. Таму каде што пишува, да, се поред, таму каде што пишува урбан, треба да има и бројка, дали единица, дали двојка. Не знам, мора сите вака? Мора сите 6. Да видиме дали почетничка среќа. Види да ти кажам, среќата е во тебе, се вика тоа. Само ако си ја создадеш, ќе си ја имаш. Немој да чекаш од горе, од страна или од било каде. Тоа се моите девизи. Снежка 50 денари. 3 полиња. Така е? Со 50 денари, што па значи... добро што ги гледаш. Да, гребката е добитна, иако е ова тие утешни добивки, но добитна е и може да се смени во било кое продажно место на Државна лотарија за нова гребка. Се знам каде се бензинските помпи, ама ова не знам каде е. Еве, најблиску во Сити Мол, да речеме, тука има, а има и на други пунктови од градот. Добро е нешто да не знаеш во животот. Да. Снежка, како ја дефинирате среќата? Еве, додека гребевте, спомнавте дека таа е во нас. Што е тоа всушност, што е најважно да го поседуваме како луѓе за да бидеме среќни и да можеме да ја спознаеме таа среќа? Скоро прочитав дека 20 март 2012 Обединетите нации го прогласиле денот за ден на среќата. И тоа е така нешто фиктивна работа за мене, затоа што се уште се служам нели со детските игри и велам дека среќата е една палата од бајка која ја чуваат змеови и ние треба да се бориме за да ја освоиме. Односно, значи не ја бараме среќата како нешто конкретно или како нешто баш така, ами напротив ја создаваме. И јас среќата ја поврзувам секогаш со успехот. Успех е, велим, кога ќе го добиеш она што го сакаш. А среќата е да го сакаш она што ќе го добиеш. Така што има многу така поети, писатели што имаат така умни мисли околу среќата, кои што се фактички вистинити и самиот гледаш дека она што ќе го направиш ти ја создаваш среќата, отворајќи патишта за пријателство, за пишување, за другарство, за читање. За мене е радост и среќа кога ќе завршам една драматизација или една представа за деца или било кој проект. Како што сега добивме известување дека проектот е поминат во населбата Аеродром
Тоа е годишен проект, UNDP и аеродром, така што за мене тоа е најсреќниот момент. Или среќен момент беше кога Ирена рече Снежка на гости. И после бев разочарана кога добиваш известување, сега е променет распоред. Тоа се случува, тоа е телевизија, жива материја. И викам, колку брзо, може да се прешалташ, се вика тоа, од среќа во као несреќен момент. Не е тоа несреќен момент, меѓутоа се такви моменти, како што и театарот и представата е уметност на мигот, така и среќата уметност на мигот. Кој период од вашиот живот сметате дека е најсреќниот период? Иако кога човек се занимава со професија што ја сака, веројатно целиот живот е исполнет со еден куп такви состојби и моменти на среќа. Но еве вака од денешен аспект, кој период сметате дека бил Нема никогаш веројатно да го одговорам тоа прашање, да. Затоа што знам дека секој ден јас ја создавам среќата, така што секој ден за мене е нов ден или нова среќа. Едноставно така ги градам нештата во животот, во деновите, во часовите и така. Некако и предпоставував дека од прилика ваков ќе биде одговорот, пред се поаѓајќи од ентузијазмот, од еланот, од активноста која што до ден денеска ги поседувате, без разлика што официјално дојдовте во период кога и се пензиониравте, но вие и во 8-та деценија од животот сте активна, творите, ве има на сцена, неодамна имав можност да ја гледам вашата монодрама, игравте, пеевте на сцена, танцувавте, се лулавте на лулашка, а ние во публиката сите се чудевме, велевме како е можно да го поседува Снежка до ден денес сето ова, да не го изгуби ниту за миг цело тоа волшебство кога е на сцена и кога ќе влезе во некој улога и во некоја приказна. Дека тој текст е награден, монодрамски текст награден на анонимен конкурс 23-та година, објавен во Домот на културата, Центарот за култура во Битола. И јас ја чувствував таа потреба дека тоа мора да го реализирам. И мислам дека главна посока треба да биде на сите такви наградени текстови, има уште 2 наградени, јас ја добив 3-та награда, кои што треба да се реализираат. Значи, друго е печатеното дело, друго е изведеното дело. Така што мислам дека сум успеала некако во слики да си го представам тој проект и себе си и на публиката. И мислам дека тоа е единствениот рецепт за да бидете живи на сцена заради односот публика и актери. Секогаш за мене тоа првото. Сценариото може да биде основа, база, меѓутоа потоа мора да го со слоеви да го дополните за да стане една визуелна представа. Така што можам само да бидам задоволна, затоа што после 50 години првата одиграна монодрама на Снежка е 75-та година Ана Франк во режија на Виолета Џолева. И тогаш Македонскиот народен театар одбележуваше 30 години постоење, па дочекавме 80 години МНТ, 50 години Снежка, пак да го направи тој круг монодрамски, не велам да го заокружи намерно, ами да го направи тој круг со монодрамата. А натаму ќе видиме што ќе се отвара. Убав момент е кога јубилеите ќе се поклопат со одредени награди, признанија, кои што во вашата кариера ги имало многу од почеток до крај. Најактуелната ја спомнавме минатата година на Војден Чернодрински, кој што еве токму сега во месец јуни се одржува 6-ти пат поред, значи повторно еден голем, значен убав јубилеј, а вие сте во жирито оваа година. Ја добивме поканата, треба да ја прифатиме и да се одолжиме, се вели тоа, да ги видиме нашите други градови, нашите други театри и едноставно да се успешно да се селектираат, да се одберат претежно најдобрите од таа жири комисија. Така што, ете, уште една радост, уште една среќа ми донесоа и Војдан Чернодрински, а исто така и Ранко Бубамара
Сега Исто тоа ми сакав даде. да споменам. И сега среќа. Златната бубамара на популарноста, предпоставувам дека човек колку многу и да остварил во животот, колку многу пати да ги слушнал тие громогласни искрени аплаузи и да земе во рака одредени признанија, плакети, благодарници, дека секогаш е убаво чувството повторно да се доживи и да се добие уште некоја награда плюс. И верувам дека и после тоа долгогодишно искуство и покрај сите претходно добиени награди, овие две што ги спомнавме, ви се навистина посебно драги. Мене ми беше најдраго тоа што моите колеги на Вибер групите што ги имаме, заслужено. Заслужено. Или чудо, заслужено. Значи, два збора кои што ми се врежаа во главата. Ние не работиме за тој резултат. Ние работиме за публиката, за детето, за човекот. И ако детето ми каже Снежка вака, или ги видам неговите очи, нивната радост, тоа е за мене најголемата среќа. Затоа што сме направиле добра конекција. Сме ги допреле и нивните срца, нивните чувства, нивниот мозок и така. Снежка, ајде сега кажете ни од каде ја црпете таа енергија. Човек кога ве гледа на сцена и кога ве слуша вака како говорите, не може да не се запраша што е тоа што ја движи ова ситна, нежна, навидум фрагилна жена, а наспроти тоа не знам, таа енергија што зрачи, тој потенцијал, тој талент раскошен, значи тоа е нешто што... Ирена, морам да ти открием дека се чувствувам забарикадирана овде. Знам, тоа знам. Значи цементо, фотелја и не смеш да мрднеш, нели? А театарот, даските, велата живот значат, нели? Ами там можеш да скокаш, ако не друго. За другите работи, кои што и колку уме, Господ дарил нешто, генот додал нешто. Меѓутоа, никој од мојата фамилија не се бавел со оваа професија. Како успеала таа Снежана, дојдена од Србија, родена во Ниш, да дојде во Македонија во 11. октомври, да го заврши своето образование основно, да ги научи граматиката, јазикот со еден Александар Бошковски. Гледаш дека сите имиња тие позначени ги паметам и ден денес, бидејќи тие, благодарам за сите нив, што успеале од мене да направат човек. Тој постојано ми даваше 4 на 5. Или 5 на 4. Никогаш петка. На крај петка. Педагошки било, за да учиш и така натаму. И за да доживееш, да речеме, во Радио Скопје со Миле Попов да читаш. Значи, тоа може да читаат со него само најврвните овие спикерки. Да. И едноставно за мене тоа беше чест. И да каже Градимир Јовановиќ и Стојуковски, другиот уредник, Снежана ќе чита тоа и тоа. Затоа што читам прима виста, се вика. Тоа е таа способност што ја немаат сега, да речем, сегашниве новинари или уредници, не е битно. Тоа се ретки исклучоци. Така што еден Нена Стојановски, со кого игравме во Среќина нова, јас бев негова сестра, и тој ме прашуваше како можеш така да читаш прима виста. Како го гледаш текстот? Го снимаш, велам, не го гледам, јас го снимам. И така. Интересни работи имаме, да. Тоа е сепак вроден талент, јас би рекла, и работа, но мора тоа да се носи во себе за да човек да го развие, да го поседува и навистина да постави стандард кој што е пример за сите останати. Телевизијата, вие како личности од телевизијата си имате ваши, да кажам, особености, кои што се многу битни, да речам, за камера. Тоа за мене е важно кога ќе гледам одредена емисија, дали е со Ирена, дали е со Ќорвезировска, или како се презиваше дамата. И значи, битно е да те... Така беше? Коровешовска. Сега се пренесов и на тие за романот, бидејќи тоа ме интересира. Сакам да читам многу и затоа правам драматизации. И едноставно, значи, да ме привлечете да го гледам од почеток до крај. Тоа е вашата способност. Нашата е нешто друго, така? По секој случај се дополнуваме едни со други, мислам дека на одредено добро ниво.
Го спомнавме театарот во еден Чернодрински како нешто актуелно што се случува и дали конечно откако ќе заврши ова 60-то јубилејно фестивалско издание ќе одморите или летниот период нешто подготвувате и работите? Затоа што еве слушам постојано нови проекти се создаваат, постојано нешто се твори, се подготвуваат разноразни нешта. Мислам дека нема да одморам, затоа што веќе од јуни треба да почнам да соработувам со Тинтири Минтири, заедно партнери сме во тој проект заеднички што ќе го имаме во аеродром. Едноставно, тоа ќе трае скоро година дена, но почетоците се уште од јуни, така што и тој дел се подготвува и веќе во септември е, да кажам, новата представа на Сдруженијето Арт Култура. Тука сме од Македонскиот народен театар, колеги и актери, каде што подготвуваме лектирно издание на децата од 1 до 5 одделение, Звездени перничиња се вика насловот. Значи се подготвува нова премиера. Таа е закажана веќе во септември во КИЦ, салонот 1919, а вторката е Славка Манева, мојата професорка од гимназиски денови. Така ќе работиме и натаму, тоа е интересно. И треба да се работи, особено се восхитувам на тие проекти наменети за децата, бидејќи заслужуваат да гледаат и да учат од убави представи, од убави проекти, да го засакаат македонскиот стандарден јазик и на вистина да им се отвори еден широк свет на театарот, на уметноста, на културата. Затоа што не читаат денешните деца, затоа сметам дека театарските представи насловени како училишна лектира ќе им помогнат барем да содржински да ја совладаат темата и да почнат да размислуваат за тоа. Потоа лесно може да напишат и тие самите нешто. Снежка, вистина ли е дека децата се најискрената публика? Не знам дали е тоа точно најискрена, ами се најотворени, за да ти кажат се што мислат во мигот. Оти веќе ние, нели, размислуваме што ќе кажеме, што ќе ме прашате, што ќе одговорам. Значи веќе правиме комбинации, калкулации, да ги кажам, во главата, а детето не ги прави тие. Кажува директно и отворено што сака. Знам дека еднаш во универзална сала игравме новогодишни представи преку Домот за култура, Карпош, пионерски дом тогашен. И знам дека дојде едно девојче, ми се обрати, ме честиташе, ме бакна и така натаму, се сликавме и само ме праша: Снежка, зошто пак си со истите чевли? Значи, другите сите, немој тоа да прашуваш. Не, одлично, викам, ќе и кажам. Затоа што носам мал број, јас сум малецка и исто и чевлите ми се малечки, 34, така што морам да ги чувам истите се. И таа се изнасме и беше мило, така, затоа што веќе сме блиски, се веќе тоа. Така што блискоста, пријателството, не случајно кажав, дека тоа е фактички патот до среќата, еден од патиштата. Тоа е и од мајка Тереза, не сум го смислила јас. Ама читам, па понешто знам. Добро е секогаш да се подсетиме, да се повтори и да се чуе. И мислам дека е одлична поента и за крај на денешниот разговор, кој што внимаваш на време, нели? Внимавам, да, жал ми единствено што немаме повеќе време, затоа што тоа е таа теорија на релативитет, кога ни е пријатен разговорот, на вистина времето брзо лета. Снежка, ми беше чест и задоволство. Те чекам повторно во Македонскиот народен театар, да бидеш наша водителка, како и досега. Со големо задоволство, особено кога се работи со таков тим, со такви професионалци, со такви луѓе, од кои што сите само можеме и да научиме и да бидеме уште помотивирани и да станеме подобри. Ама да те подсетам дека ја играше, малку глумеше и ти во една представа. Да, морав. Памтиш, нели? Морав, се сеќавам и со задоволство пак би се пробала на штиците што живот значат, нормално, само наменски, ете како за фестивалот Снежка. Едно мало внимание од нашите поддржувачи, Државна лотарија, грипки, додека си го пиете утринското кафе, да си гребете и повеќе среќа следниот пат. Така, ви благодарам за поканата. И да знаете дека редовно ве следам и внимавајте. Се вели тоа. Ке внимаваме. Уште еднаш големо благодарам, Снежка. Ете, тоа е таа мала, а толку голема по својот
талент, по својот раскош како личност, како човек и како лик кој што уште долго посакувам да го гледаме и да го слушаме и од него да учиме. За крајот на ова издание на Фактор среќа, ви пожелувам среќата да биде ваш секојдневен сопатник и се разбира ве потсетувам дека следната сабота повторно се дружиме со уште едно ново издание на емисијата. Убава вечер.